Во студиото на Здраво Македонијо по 9 часот на гости ни доаѓаат Драги Аргировски, новинар, публицист, поранешен председател на Сојузот на Сдруженијата на пензионери на Македонија. Веднаш до вас наш драг пријател и честни што е денеска тука господинот Драги Аргировски, кој што е новинар, но луѓето исто така ве знаат и како поранешен председател на Сојузот на Сдруженијата на пензионери. Добро утро, добре ни дојдовте, навистина ни е драго што сте денеска тука. И на мене ми е многу драго, добро утро. Уште повеќе што имаме одлично друштво. Така. Друштво од 3 генерации. Така му доаѓа. Уште тоа да ви кажам, Савеле живееме тие тројката во Скопје, според мене најдобра населба. Тоа е Јанес Однански, по аеродром. И Савеле ме разбуди љубовни песни на голабите и на посебно на гугутките. Тоа е една убава атмосфера што те буди и Савеле ти дава некоја надеж убава. Ма тоа во 5 Савеле. Да, Затоа што после други звуци будат. да. После кој реновира, кој прави други звуци. Да, ости. Со тоа што навистина денеска сме тука 3 генерации. Така. Би е било што еве тука Ете го и докторот ни пристигна во студио. Така. Со кој има поздрав од мојот зет Леков, пријатели ми кажа дека сте. Да. Знаев дека ќе се најдат гостите родот да. меѓу Мора себе, се па најдат. мора нешто да има заедничко. Со нашата, да кажем сега, убавица и пејачка Симона, така имаме некоја друштво, а со вас двајца едно подсетување морам да го кажам тоа. Ајде. Се знаеме веќе од 2010 година Да. на отворено студио, вие млади, а јас веќе Сега бев сме млади, секретар. господин Аргировски, бе Тоа молам. што почнавте, тоа да и сега сте помнати. И те многу, Шегувам, да. тогаш влеговте во новинарството, да кажеме. Туку дали година дена пред тоа сте биле во новинарството. Јас доаѓам веќе како секретар на Сојузот на Сдруженијата на пензионерите на Македонија. Имавме отворено студио, се сеќавате за помош на поплавите во Стајковце, мислам беше. И да вистина повикот беше прекрасен, имавме на отворено студио. Да, тоа беше поентата, да. Да, и многу имаше одзив, посебно на пензионерите од Скопје, но се изненадиме и од натрешноста. Но најбитно беше што уште тогаш јавно се заблагодарив на вас двајца и кажам како искусен новинар дека пред нас се веќе двајца многу перспективни нови новинари, тоа е значи Роберт и Билена, и би е било што го погодив тоа. Леле, ви благодариме многу Благодариме. за овие зборови. Навистина. Драги, ти како највозраст можеш да се пожелиш како Да. се Бидејќи и Симона е докторка, Да, двајцата. Симона посебно активна бидејќи е лето, Да. со кожен лекар како што вели. Прво најважно е да вистина животот без лекар не иде. Тоа е многу битна работа, имаме добро здравство, но како пензионер морам да се пожалам, Сашко има право се што зборуваше, меѓутоа имаме ние скапи лекови. Имаме приватното е да вистина скапо. Да кажеме да идете на приватно, а да дојдете до државно здравство многу е тешко. Посебно за постои луѓе и затоа предлагаме како пензионери и во моје време, а и сега да има да вистина повеќе бесплатно да бидат и лекарствата и здравството кај нас, да кажеме. Та позитивна листа се прошири. Позитивна листа да се прошири. Навистина има тамо стари лекови, Бог да чува, што ништо не ни помага. Тамо треба да прво е донесено тоа во моје време уште 10-та година, мислам, 1900. Од тогаш, значи 15 години немате нови лекови. Сега што дадоа неколку, тоа не е Има два тоа. онколошки, мислам сега. Да, не е тоа. Во ред. Имате уште на таа листа лекови што во светот, доктор Сашо сигурно ќе го тоа потврди. Во светот веќе не постојат да ги користат. И тие се
Да, листата уште само се кај не нас на вреда. листа, да. Затоа велам, треба таа листа да се прошири со навистина тие лекови што ни требат. Не вака само А наставно лековите откри некој од твоите тајни за, би рекол, долг живот, Долговечен. а при тоа да не служи паметот. Имаш ли некои навики кои што те сметаш дека ти помогнале? многу е навика да се сакаш занаето што го работиш. Да имаш зошто да живееш. Добро тоа што велиш читање, пишување, тоа. секојдневно, да. Без тоа не може. И ако немате занимација, и ако немате да го сакате животот, ако не го сакаш животот, нема да имаш тој труд. Ако немаш труд, да ќе бидеш веќе нешто не човек. Еве, да тука беше- книгата. Колку години си во пензија веќе? Нови Јас стремежи. сум во пензија од 2001. Тоа веќе 24 години. 20, да. Работев 40 години работен стаж и кога отидов во пензија, работев многу динамична телевизија македонска, знаете што значи. Тогаш Од тоа, да, од тоа време многу значена, а сум имал таму многу големи функции. Од помошник генерален директор на Македонската радио и телевизија за програмски прашања, пред тоа уредник на многу емисии и покренувач на доста емисии. Бев тогаш уредник и на дописна, извршен уредник на дневник. Така сакам да кажам, во таа динамика човекот Значи да си активен. Нема време Да. да стареш. Нема време да стареш. Сега Баш убаво кажано. Колку етапи сте сега фатиле во вие? староста, Од во весни. пензија, ако не работиш, стареш. Да. Вака немаш време. Моето пишување за мене живот значи. Браво. Ја за тоа Ние се прибираме информација за здравје, може ќе Па, добиеме да, да. информации, Може да- пишуваш, да си доживееме и ние. колумни, пишуваш книги. Имам 24 книги, не една книга тоа. Така, јас сега ја прикажав додека вие зборувавте најновата Лани Бисера, мислам ве снимаше. Да. Нови стремежи и раскази, си го имавме тоа како прилог. Последното издание од вас, да, 2024. Браво за вас, што да кажам. Значи треба да бидете пример за сите, за повозрастни, за помлади, дека си го работите тоа што го сакате. И, можам да забележам и Симона дека многу внимателно ве слуша. Сигурно. Дека и се согласува со Сега, тоа. ова искуство, јас велам, дали има стара изрека, годините ништо не значат ако не сте ги преживееле, ако не сте живееле, ако немате динамика. А најлошо е ако станете осамен. Ова време сега на динамика на социјални мрежи, на интернет поправо повеќе, остава да луѓето бидат осамени. Она што господин Саше го кажуваше, е исто така многу битно да бидете згрижени, да имате здравствена заштита на ниво. Така. Зашто ние тоа го заслужуваме. Ние сме давале 40 години здравствено осигурување. Не сакаме ништо милост. Сакаме оно што Тоа сме што ни дали, припаѓа, се разбира. да што ни припаѓа, ништо да знаете тоа. Но најбитно што е во ова работа која веќе зборуваме, има една мисла. Ние постарите мора да сакаме и да ги почитуваме младите. Сакам млад човек да биде вработен, перспективен, позитивен, биќе на тој начин ќе биде и добар човек и за општеството, за државата. И што е најважно во тоа, да се создава спој на искуство и мудроста со енергијата и на младоста. По тој спој секаде во светот се добиваат најдобри резултати. Без тој спој немате добри резултати. Ако се делиме вака, да стари и млади немат спој, што еве и нашиот Савше и вие сте учеле од мој пријател голем Кумароев Крамфилски, доктор Припевела, од Борче Доцевски, од имиња што заслужуваат. Затоа сме ние, драги, денеска повеќе генерации, како што Да. кажавме. Тоа веламе. Симона, например, е далеко од пензија. 92 година родена, ако не се лажам, така најмлада. Ние сме сега На почетокот од работниот век, би рекол. Највозрастниот, да кажем, не кажем стар, највозрастниот. Тука ние веќе доктор Саше, таа средна генерација, а веќе најмлада, како мојот внук. Мојот внук има, сега го женевме, 30 години. Вие имате дури помлада се, така? Не, постара. После, да, Помлада. Помлада. Да, добро.
Да, за Симона сите што ќе ја видат знаат да кажат дека изгледа одлично од секогаш и после 2 бременности изгледа одлично. Кога веќе го споменавме новинарството, Симона, тука сакам да се надоврзам. Ние јавните личности се соочуваме со секакви надписи, коментари, ајде ако можам да го наречам и тоа новинарство, бидејќи секој знае веќе да седне нели да пишува и позади портал, чисто исклучаци кои што нели си ја работата како што треба. Она што пред известно време имав можност да го прочитам, дека испрати порака, знам зад грб колку сите ме лаат, што всушност сакаше со дел од текстот од песната да кажеш, бидејќи луѓето секогаш има некој што не сака и што ќе искоментира лошо, можеби и без причина. Колку те погодуваат уште таквите работи и која е целта и поентата на текстот и на новата песна? Јас искрено сум личност која што стварно, значи такви некои коментари воопшто не ме допираат. Секогаш знам да се насмеам на тој, да кажем, нели, старата изрека, позади добар коњ секогаш прашина стевдија, нели? Затоа што знам колку сум постигнала и многу ми е важно, значи, да добијам признание од околината која што сакам да биде околу мене. А додека за некој ако сака вас да не ве сака или да не му се допаѓате, секогаш ќе има такви луѓе. Со текстот, односно Ловец и плен, на почеток можеби никој која ќе го слушне насловот, ќе добие впечаток дека можеби станува збор за љубовна песна. Меѓутоа Ловец и плен воопшто не е љубовна песна, туку е еден текст кој што е стварно длабок, кој што сакаме да испратиме порака дека живееме во едно огромно лицемерие, дека секој си дава за право да искоментира и да осуди некој човек, можеби не ја знае моменталната ситуација, нели, која ја преживува, дали се наоѓа во некоја емоционална бура или така натака. Сите сме некако живееме, се научивме да живееме под маски. Меѓутоа на крајот на денот сите само едно нешто сакаме, односно да бидеме сакани. Меѓутоа ретко кој од нас сака тоа да го признае. Тоа и затоа кажуваме во текстот нели дека имаме смрзнати души, дека толку многу има погрешни работи во овој чуден свет, нели е во самиот текст и дека знам дека позади грб дека нели ме лаат и мене и еве и на пример и вас така натака, меѓутоа дека не треба да потпаѓаме на таквите коментари затоа што едноставно треба да веруваме во тоа што сме и не треба ни едно мислење да не спречи во тоа што сакаме да го постигнеме. Убава порака. Убава порака, се надам дека ќе стигне до оние кои што... Тук е многу важно, ви имате песна без мене, да кажеме. Или да кажеме, уште повеќе што да се сакам или сакам, да се сакаме. Тоа се многу битни работи, бидејќи ако не се сакаме, немаме да имаме никаков успех. Но битно е ова што зборуваме сега она како поидовно што го зборуваме за новинарството, за вистината. Лажната вест се руши како бариера само со ширење на вистината. Така. Затоа што ако ние новинарите правите новинари, во овој случај тука што сме тројцата сметам дека сме правите новинари. Ние се бориме за вистината. Не можеш ти со закон да ја запремеш лажната вест, дезинформација. Тоа е злобата, но со вистината се тоа се руши. Што видиме тогаш со вистината да лагата се кратки нозете. Точно. Инаку со закон не може тоа се реши. Затоа има во држави што донесува и закон и се, но таа злоба што се појавува кај луѓето, по мене тоа не се луѓе. Злобата, зависта не е уличение на прав човек. Тоа да откриеме, кои беа вашите бенефици? Што вие добивавте како прв човек на Сојузот на Сдружение на пензионери? Што добивав, што станав доста уште популарен. Аха, значи популарност ја добивте, супер. 12-та година веќе ми избра Нова Македонија за личност на годината. Така. Тоа анонимна анкета во Нова Македонија. Добивте и награда за животно дело. Наградата беше 11 октомври, највисока државна награда. Така е. За тоа ќе зборуваме. Тоа е големо признание за животно дело во областа на новинарството и публицистика, што ретко ние новинарите ја добиваме таа. И тоа беше чест за тоа што веќе во тоа време имав околу 8 нови книги со пензионерска проблематика. А на таа тема во Балкан ретко беа да имаше автори. И затоа дури Институтот на Европа во Хеврека во Љубљана, тоа ќе прогласи официјално за
експерт за трето доба. Така да вистина беше големо тоа признание. А она што е доживеено со проблеми, имаше проблеми тогаш, како и сега, израелската популација, таа целна група, сега од околу 350.000 пензионери во Македонија, корисници на пензија, уште повеќе. Нормално, секаде имаме проблеми, да кажем во Штип, толку време не можеме да го изградиме тој дом на пензионери. Се почна во моје време уште не е завршен. Добро што отвориме доста клубови, вие продолжите после со клубовите на пензионерите. Така, во моје време почнаме со ревиите на песни, музика и игри. Спортските игри ги направиме да бидат помасовни. Во Штип, кога бевме во Македонка, тогаш присуствува, имаме веќе, од почетокот беа само 3, да кажеме, дисциплини, ние тогаш имаме веќе 12 дисциплини со околу 500 учесници. Мислите, 500 учесници. Браво. Така да се развива таа работа и тоа ги одржува пензионерите. Не е тоа за доваѓаат на тие средби, не за да се дружат. Ги одржува во живот луѓето. Замислите, Така си е, да. Тогаш доаѓаат од сите крајови на Македонија. Прво се запознават. Тогаш се раѓа и таа љубов меѓу луѓето, почитување и така натаму. Ја спомнувам љубовта, зборувавте и вие за љубовта. Љубовта е многу значајна. Меѓутоа таа љубов ја разбирам јас и сите ние од многу пошироко значење. Љубов значи да се сакате од ковината, да бидете патриоти, да го сакате човекот, да се радувате на туѓата среќа, на што зборувавме, да бидете човек во правата смисла на зборот, да сакате своје семејство, да сакате комшија, на стариот човек, на постариот во право, да го кажете добар ден, како сте, што е тоа еден збор е што многу значи за човекот. Тоа не треба да го изгубиме. Баш И тоа беше борба во моје време и секојаш било проблем, пензиите кај нас беа доста на ниско ниво и сега се уште. Ако се зголемија, поради тоа што не ги следат животните тошоци од доволна мера. Се е поскапено. Секоја влада кога доаѓа се донесува своји закони, не знаете колку закони има, тоа е чудо за пензионерската организација, воопшто за пензијски фонд и за како се полни и така натаму. Тоа се работи, за тоа е време сите благопријатни луѓе што си ја сакаме Македонија, што ја си ја носиме во срце Македонија, што ја пеете таа сите песната, да бидеме единствени и да создадеме, да вистина што збориме бисер балкански, да бидеме сите тука единствени за просперитет и на семејството, и на човекот, и на државата. Да бидеме, што велам ја, бисер балкански, зошто? Со таа песна стално ја почнував јас да сите наши средби и во Штип што спомнам и сите 10 години бев во раководството, од кои 8 години 2 мандата председател на прв човек. Тоа што контактираме доста и со телевизија, нормално за сите тие проблеми, што најбитно што беше? Најбитно беше што таа организација од непознате создадовме она да добие во јавноста правата слика се знае и за проблемите, но и за успесите. Без тоа не може да иде напред таа организација. Така. И она што сега зборувавме за бисер балкански, јас настојував да како пензионери ја збогатиме таа соработка со сите пензионери од Балканот. Бев носител на тоа ниво и во моје време почнаме да гостуваме на тој меѓународен фестивал за трето доба во Љубљана и беше тоа да вистина афирмација и на македонското его и на македонскиот интегритет
И Верувам дека имаме некои Се фотографии од тој период, ќе се навратиме на да, тоа, сигурно. што денеска си тука и ќе видат како сето тоа изгледа, како сето тоа звучи. И на крај ќе ги погледнеме фотографиите од господинот Аргировски, црно-бели фотографии, од кога не сте виделе? Јас одамна не сум видела. Еве вака. Тоа е прво јас на првиот роден ден со двете постари кирки, сестри, Така. тоа би е многу сакам. Ова сте вие тука сам, некаде се шетате. Шетам, посебно сакам уште тогаш чиста животна средина. Одев секаде на кај што има ливади, ме приликуваше таа работа доста. Така. Еве, дали ова семејството? Да, Добро. тоа ми е мајка, татко, четирите сестри со 4 зетовци, сите кумановци. И Бога ми, браво. и- Голема фамилија. и децата нивни, така да мои внуци со други зборови од Така. сестри. Тука што гледаме, Тоа е веќе, што викаме, за телевизијата историска слика од првиот прилог на македонски јазик 1961 година како новинар, основоположник на македонска телевизија 1960 година. Ова е веќе извинете. ова многу битно. После пензионирањето во 2001 година се ангажирав, направивме со неколку, покренавме списани македонски води, затоа ќе познавам доста тие проблематики, затоа што значи вода, вода значи живот со други зборови. И сум за тоа сега да се гради и Вардарска долина и Чебрен, бејќи без тоа нема иднина. Ова пред тоа сликата што ја покажавме, пред тоа ова е со мојата најстара сестра Душка, таа живееше 92 години. А пред тоа со моите кој што е нема сега сликата, ама 17 март, ден на крводарителството, тука предпоставам мајка Тереза. Да, тоа се веќе награди. Награда? Таа награда за злато перо на хуманоста поради се друго. Но би се сака да ја вратите и она сликата. Во интерес на времето што да правам, колегите од режија веќе ќе ми се налутат, мораме... Само сакам она сликата со фамилијата. Која? Со фамилијата. Аха, која со фамилијата? Чекајте. Ова? Да. Ајде. Тоа се моите не, со најновата фамилија. Не знам сега која, мора да одиме. Мора да одиме во интерес на времето, јас многу ви благодарам. Една минутка само. Имате таму слика. Да, во меѓувреме ќе ви се, тајте му ги назад господино драги, ќе ви се овали. Таа. Да, ајде, ја гледаме на крај. На крајот, тоа се моите најмили сега. Мојата господја Биба Кубановка исто. Јас тука сум, мојата керка Цонка, зетот Леко и внукот Степан, нашата гордост. Поздрав до сите, ви благодарам многу што дојдовте, да сте ми живи и здрави. Ве чекаме пак кога ќе можете со нови информации или нови фотографии. Сега го гледаме најновиот спот на Симона. Така и најновата песна. Уживајте.